Додека во Америка не престануваат брнувањата од тектонските промени на пикап сцената што Тесла ги предизвика со лансирањето на Cybertruck, во Европа за него има само едно прашање: дали воопшто ќе биде понуден на пазарот? Иако Илон Маск на секаков начин може да изненади, засега е многу тешко да се очекува да го пласира електричниот гигант и на стариот континент. Причини има повеќе, почнувајќи од склоноста на тукашните купувачи, кои не се премногу наклонети на ваков експериментален футуризам, ниту пак на возила со толкави габарити. Проблем ќе биде и вкупната тежина која надминува 3,5 тони, заради што за Cybertruck ќе биде потребна возачка дозвола од С категорија, но најмногу безбедносните стандарди. Неговата масивна каросерија е направена од нерѓесувачки челик, заради што е отпорна на куршуми, но убиствена во судар со други возила. Пешаците и велосипедистите да не ги споменуваме. За да ги исполни нормите, Cybertruck би требало темелно да биде доработен, за почеток да нема ниту еден остар надворешен агол, заради што ќе мора да се интервенира и во начинот на производството. Сепак, најголемата пречка за лансирање на Cybertruck во Европа е чисто комерцијална. За него во Америка владее толкав интерес, кој со години сигурно нема да спласне за да остане некоја количина за извоз. Очекувањата на Тесла се да се достигне годишна продажба од 250.000 примероци кои би го сместиле на четвртото место во пикап сегментот од скоро 3 милиони возила годишно. За споредба во Европа, вкупно се продаваат нешто над 100.000 заради што и понудата е сведена само на неколку модели. Илон Маск еднаш изјави дека за тука треба да се направи помал модел, но никогаш повеќе не го спомена тоа.